почитуван амбасадора на Република Ирска, почитувани амбасадори на земите членки, присутни тука на оваа седница. Дозволете со еден ден закаснување, но бидејќи имаме вака добра прилика на францускиот амбасадор од име на сите нас да го честитам државниот празник. И на сите други да ви посакам добро расположение и продуктивна дебата. По однос на овие приоритети на ирското председателство, би нагласил само неколку работи. Прво, по однос на првиот приоритет, а тоа е конкурентноста на Европската Унија. Сметам дека тој приоритет е многу важен и за нас, како земја која што својата трговија, извоз и соработка во најголем дел ја има со земите членки на Европската Унија. И во овој контекст, она што беше споменато и од заменик министерката за европски прашања, за нас е многу битно да продолжи со забрзано темпо интегрирањето на земите од Западниот Балкан во заедничкиот единствен европски пазар. Сметаме дека овој регион и сите земји во регионот, и Босна и Херцеговина, и Косово, и Црна Гора, и Србија, Албанија, Македонија, имаат 17 милиони жители, од прилика, но не само тоа, имаат и добри стопански, и природни, и човечки ресурси. И со зголемената интеграција на целиот регион во заедничкиот европски пазар, сметаме дека конкурентноста на Европската Унија ќе добие дополнително на тежина и ќе се зголеми трговскиот и стопанскиот потенцијал на целиот европски континент. Втората работа што беше спомената од приоритетите се вредностите. Тука, без намера да го кажем тоа како еден единствен параметар, но би потенцирал дека Македонија по однос на вредностите кои што ги споделува Европската Унија, особено во заедничката надворешна безбедносна политика, е целосно усогласена со ставовите и делувањето на Европската Унија. И сметам дека таквата усогласеност како земја кандидат ни дава за право да очекуваме еден респект, еден партнерски пристап, кој што не само ќе цени таа усогласеност како една заедничка вредност, туку исто така ќе даде дополнителна поддршка и на еден прагматичен начин ќе даде помош на Македонија да го направи заслужениот чекор напред во евроинтеграциите. И реформската агенда најмногу е концентрирана на тоа, за да докаже дека државата е спремна да ги постигнува зададените задачи за своје добро, но исто така и заради кредибилитетот на процесот на проширување. Приоритетот е ставен на дигитализација, владење на право, енергетика и сите други потребни области. По однос на надворешната политика би истакнал дека Македонија дава безрезервна поддршка од самиот момент на оваа неправедна руска агресија кон Украина, и нашата целосна поддршка за Украина е и од воен, и од политички, и од дипломатски аспект, толку колку што се нашите ресурси, но без било каква задршка сме на страната на земјата која што има целосно право да го брани својот територијален интегритет и својот суверенитет. Но она што би сакал да го потенцирам, и амбасадорот на Ирска со неговото богато искуство сигурно и добро го знае, Македонија е спремна да разговара за тоа што треба да се направи дополнително за владењето на правото, што треба да се направи дополнително за реформа во администрацијата, но навистина многу ни е тешко да разговараме за поглавја како политички суети и историски фрустрации. Таквите поглавја на историски фрустрации, што се случило пред 150 години, да биде детерминанта за тоа што треба да се случи утре, како наша заедничка европска иднина, навистина сметаме дека не се релевантни параметри за процесот на проширување. Напротив, прават дисторзија на големата слика што сакаме да ја постигнеме сите, и ние како земји кандидати и мнозинството на земји членки во Европската Унија. И затоа во тој дел
Ќе ни треба поголема поддршка за едно по-рационално однесување на одредени земји членки во заеднички интерес. Не сакаме на никој да му биде нанесена било каква штета, но сметаме дека ако бидеме попрагматични може да дадеме дополнителна корист за развојот на Европската Унија и зголемувањето на кредибилитетот на проширувањето. И на крајот тоа што сакам да го споменам е символиката на председателството на Република Ирска. Македонија точно пред 22 години ја поднесе својата апликација за кандидат за членство во Европската Унија, кога председателството со Европската Унија во 2004 година го имаше Република Ирска. Тогаш, за жал, се случи и онаа трагична несреќа во која што загина председателот Трајковски, но тогаш и почна патот на Македонија во европските интеграции. Ирска тогаш ја даде полната поддршка за таа апликација и се создадоа добри околности истата да биде разгледана и следната година веќе потврдена со кандидатура за пристап кон Европската Унија и се надеваме дека ова председателство на Ирска исто така ќе биде плодотворно и за земјите членки на Европската Унија, но и за земјите кандидати од регионот. Благодарам многу.